Со изведување на материјални докази од обвинителството, пред судот беа изведени снимки од кои се нотира времето на пристигнување на полициските службеници пред дискотеката Пулс и активацијата на пиротехниката. Проложи судскиот процес во кој се обвинети 13 полициски службеници кои постапувале на критичната вечер минатата година. Обвинетите се товарат за тешки дела против општата сигурност, поврзани со пожарот во кочанската дискотека Пулс. Беше изведена и анализа на комуникација доставена од мобилните оператори. Денес повеќе фокусот, освен на снимките, беше ставен и на изведување на доказите кои што се однесуваат на конкретните последици кои што се смртни кај поголем дел на лицата, видот и карактерот на повредите кај исто така поголем број на лица. Зборуваме за тешки телесни, за телесни повреди и тоа како материјален доказ се изведе, се продолжи со видеоснимките, одиме со одредена динамика која што во крајна линија си ја наметнуваат и присуството на сведоците. Одбраната реагираше дека од видејата не може точно да се утврди времето на влез на полициските службеници во дискотеката и моментот на активирање на пиротехниката. Обвинетата Марија Маневска, ветеначалник на ОВР Кочани, изрази сочувство до семејствата на жртвите. За доказите од обвинителството, за комуникацијата од мобилните телефони, изјави дека тие докази укажуваат на невиноста на полициските службеници. МВР беше единствена институција која во рамките на своите надлежности и овластувања постапуваше во Пулс. Целта на акцијската контрола беше откривање на недозволено присуство на малолетници, точење на алкохол на малолетници, откривање на психотропни супстанции, како и откривање и документирање на други кривични дела и прекршоци кои се во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Денеска беше изведен и писмен извештај од Институтот за судска медицина за извршена обдукција на жртвите во пожарот. Истиот извештај веќе беше презентиран на главниот предмет за пожарот што се води во судницата во КПУ Идризова. Таму е наведено дека смртта на жртвите е насилна и во најголем дел настапила како резултат од труење со јаглероден моноксид. Судскиот процес го води судиката Фанка Јанчулева Михаиловска, а застапничка на обвинението е Спасенка Андонова од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Судењето продолжува на 8 јули.